нашата најавна шпица за почеток на оброкот на денот. Денешното мое друштво е Владимир Тодоровски, познат нутриционист или име во подем, може и така да го наречеме, со оглед на тоа што се уште е во процес на студирање или едукација, така на некој начин би можеле да кажеме. Ќе ни откриеш, Владимир, и за тоа. Прво да ти посакам добре ден. Добро ве најдов, фала ти за поканата и добро утро на гледачите. Како што кажа, конкретно дипломиран сум иначе нутриционист, да, али сум сега во текот на вториот циклус, треба да магистрирам. Конкретно биохемија и физиологија сум запишан, па го истражувам тој ефект на храната баш врз човекот, како има влијание. Од кога се роди љубовта кон храната, Владимир? Па љубовта кон храната е, да бидам искрен, како мал сум гурман. Тие што ме знаат колку сакам да јадам, али конкретно да истражувам повеќе за ефектот на храната, најпрво започна кога се осетив на своја кожа дека имам проблем со гојазност и така, знаеш, кога ќе почнеш да се пронаоѓаш во одреден дел, тоа започна, да речам, од средношколски денови, трета, четврта година, знаеш, кога се спремаме за матура, па сакаме... Кога ни е важен изгледот. Да, важен изгледот. И така натака. Супер. Убаво е тоа што си навлезен целосно во оваа проблематика и што ти е на некој начин дел од животот, таков начин на живот живееш. Денешниот рецепт кој што ќе го понудиме за гледачите, тоа го напоменав јас и утрово, ќе биде здрава верзија на тирамису. Тирамису е веројатно еден од најзастапените, најдостапните десерти ширум светот и многу често и кога патуваме во други земји сакаме да пробаме тирамису, но денеска ние ќе понудиме една здрава верзија на овој десерт, а на некој начин и дел од разговорот ќе го посветиме на тоа дека голем дел од десертите кои што си ги правите, па дури и оние нели познатите рецептури, можете на некој начин малку да ги прилагодите и да направите здрава верзија од истите. Сега, прво да прашам зошто се одлучи за тирамису, го практикуваш, бидејќи не си љубител на кафе, а ова е рецепт со кафе. Точно, не сум љубител на кафе, добро ме познаваш, ама искрено да ти кажам, во самото тирамису многу ми се допаѓа и како што кажа, кога патувам, особено Италија, кога се оди мора се проба тирамису. Генерално се одлучив за овој десерт, сум љубител на благо, стално барам тие подобри варијанти на благо, но ќе се надоврзам и од другиот аспект. Денеска луѓето за жал се повеќе сме метаболни, односно сме изложени на повеќе на склоност. Што значи тоа? Сме склони кон да станеме, често е трендот веќе на диабетичари, на луѓе кои што имаат покачен холестерол, проблеми со триглицериди и едноставно тоа све најчесто и да речам скоро секогаш е ефектот од храната. Односно сите тие традиционални торти, колачи содржат преголемо количество на шеќер, да бидеме реални, а покрај шеќерта содржат и големо количество на путер, маргарин кој што изобилува со заситени масти, трансмасти, односно лошите. Не се добри, да бидеме реални. Да. Може да почнеме иначе со самата подготовка. Не може? Во нашиот рецепт денеска. Од каде ти оваа здрава верзија, твоја прилагодена или некаде си ја видел? Имам видено дека со галетите ги потопуваат, а генерално за пудингот што го користиме немам видено. Знам дека го прават и со грчки и јогурт, ама баш ќе спомнам во текот на самото спремање. Генерално дел е моја идеја, дел е, да речам, прилагодена. Супер, да. Ке користиме оризови галети, па еве додека си подготвуваме, може малку да позборуваме и за тоа. Колку некако имам чувство, иако малку тука се поделивме со размислувањата, барем моето обкружување знаат што се галети и некако се поприсутни во исхраната на многумина, но ти велиш се уште има луѓе кои што не знаат што е тоа. Од нутриционистичка гледна точка ги препорачуваш? Па да, точно има луѓе кои што не им се толку познати, не ги знаат, но или ако ги знаат не ги преферираат, ги препорачувам особено за луѓе кои што бараат, да речам, замена за леп, исто така многу се добра идеја за различни ужинки. Да намачкаме со одреден намаз, например со хумус, зеленчук или во блага варијанта со некој путер од кикирки, јатки или друг некој джем можда за здрава верзија. А во нашиот случај се одлични за правење на здрава верзија на тирамису. Точно. Еве, нашите гледачи го гледаат испишани рецептот на екранот, она што
Ние е важно да го потенцираме, да си ги запишете состојките кои што се потребни, не се многу, но во секој случај убаво е да знаете и убаво е да си го имате ова по дома доколку сакате доколку сте пресен љубител на тирамису, а овој пат за како ми споменати за 1 минута ќе бидам готов за многу кратко време. Многу кратко време се прави точно. Да си го направите. Какво кафе е ова? Обично црно кафе си. Црно кафе, растворено со малку вода, Да, можат гледачите со малку вода можат да си направат, не знам, можда со некое друго кафе кој што сакаат или може да е какао. Во каква била варијанта. Самите галети во нашата ситуација се замена за пишкотите кои што ги има нели кај традиционалното. Да. Сега зошто е подобра оваа варијанта? Оваа варијанта е подобра затоа што во самите пишкоти содржи голема количина на шеќер и брашно, нели? А затоа галетите имаат мала калорична вредност. И со тоа што имаат мала калориска вредност, односно да речам се празни калории. Станува збор за ориз кој што е изложен на силна температура и на притисок и станува, да речам, експандиран, тоа е така. Кој што конкретно го добиваме во таква воздушеста форма баш како пишкотите од тирамисуто и има малку калории. И затоа е погоден, да речам, за луѓе кои што ciljaат да намалуваат тежина. Ова одгоре што го мачкаме е генерално протеински пудинг, купечки протеински пудинг. Ако ме прашуваш лично, сум поддржател, а и не сум, зависи од која гледна точка го гледаме нештото. Кога ќе ти кажам зошто сум, тоа е затоа што нема шеќер. А ако ме прашаш зошто не сум, содржи сепак адитиви и емулгатори кои што купечки, што ме што ме купечки, да, ама ако се подразбира. Да, ама ако гледам. Но во секој случај за вака некоја ситуација може да се изнеде како нели добра верзија затоа што нема шеќер. Точно, ама ако гледаме во се има емулгатори, да бидеме реални адитиви, ако бираме зло, да го бираме помалото зло во целата ситуација. Ете така. Да, сега значи на средниот слој го намачкавме со пудингот, сега одгоре ставаме уште една пишкота. За гледачите кои галета мислиш? Галета, пардон, да. Замена за пишкотата, да. Затоа што велиме дека ова е замена за пишкоти, затоа што вистинскиот рецепт на тирамисуто е со пишкоти, но ние овој пат ви нудиме здрава верзија. Навистина е многу едноставно. Едноставно, скроз едноставно. Да, и верувам дека голем дел од луѓето ќе си го прават, многу брзо се прави, а не се сомневам и дека ќе биде вкусно. Да, мислам да бидеме реални, поне здравата варијанта е повкусна, да речеме, оригиналниот рецепт, но за оваа варијанта не бара нека голема вештина во кујна да имаме. Воедно ни време, но сепак е поздрава, поедноставна, побрза. Не мора да се служи како главен оброк, може да се види како ужина или замена за одреден десерт. Исто така за гледачите можам да кажам дека тука можат да се додадат и овош. Значи да не испадне како тирамису, да биде некоја варијанта збогатено со малку овошје. Да, или да стават слој од урми или некој да речам домашен крем од урми, кој што може да го подготват со какао и урми, да намачкат за да добие уште поголема блажина. Да. Но мене лично и во оваа варијанта ми се свиѓа, ти кажам, доста. Ти како го преферираш? Си го правиш ли често, Владимир? Па, ајде да бидеме реални, еднаш неделно сигурно. Еднаш неделно, па добро, па тоа не е често. Често, да. Дека сум љубител на благост, сепак знам да го правам. А со оглед на тоа што не си на кафе, па тука какао се ставаме. Може замена и за какао. Може замена и со какао, но сега навистина ставаме какао до згора и тоа е тоа. Убаво напоменати, може да се послужи со овошје плюс, да се направи и декорација и вкусот на некој начин да се надополни на тој начин. Како клиентите со кои што работиш или можеби луѓето кои што те среќаваат по социјалните мрежи реагираат? Го имаш споделен овој рецепт? Го имам, да, го имам споделено. Клиентите кои што ги имам го знаат дека го имам предложен овој рецепт. Реагираат позитивно, односно најмногу е практично затоа што брзо се спрема, нели? Дава сепак некоја замена на вистинското тирамису. Но освен овај, да речам, благ рецепт, стално гледам да им давам голем опсек на други рецепти, како што ти кажав, и јас сум љубител на благо. Скоро секој човек е љубител на благо, сака после оброк да јаде нешто благо. Така да
секогаш гледам да имам во план Б некоја блага варијанта за моите клиенти. Па впрочем и од голем број на рецепти нели може да се прилагодат и да се направат во некаква здрава варијанта. Да, точно. Како да те лоцираат луѓето по социјалните мрежи, може тоа да го споделиме бидејќи и тамо си доста присутен и тамо споделуваш многу рецепти? Да, па може да ме најдат на Инстаграм и на Фејсбук сега, на самиот Инстаграм ми е нутриционист Владимир, додека на Фејсбук ми е нутриционист Владимир Тодоровски. Со целосно име и презиме. Да, со целосно име и презиме, да. Исто така можам да им кажам на самите гледачи дека во наредниот период, баш од наредна недела, ќе споделувам некои ќе споделувам рецепти, ќе споделувам и доста поинтересни совети, ќе имам и некои водичи кои што ќе бидат секако бесплатни за гледачите. Ќе можат да прочитаат повеќе баш за тоа што зборувавме за метаболниот синдром, односно за метаболични луѓе кои што имаат проблем со шекерта и холестеролот, како можат со одредени навики, оброци и замени да го прилагодат своето здравје кон подобро. Подобро, да. Тешко ли одат промените да ги прават луѓето? Што вели твоето искуство? Да, знаат да бидат тешки, но сепак е тука станува збор за карактерот на самиот човек и целта која што веројатно треба да се постигне. Да се постигне. Точно, да, но ќе кажам колку му е битна самата цел и воедно карактерот на човекот и самата рутина. Мојот пристап е секогаш да ја пратам рутината на моите клиенти, односно кога е на работа, кога станува, дали има семејство, дали е да речам сама личноста. Тие фактори денеска социјално-економскиот и влијаат. Да, освен здравствениот имаат и други фактори кои што влијаат врз нашата исхрана, така кажа. Но мислам дека некако се повеќе се освестуваме како нација за важноста на тоа да се храниме здраво. Да се трудиме барем да се храниме здраво. Точно, се повеќе се освестуваме, но како се повеќе се освестуваме, се на пазарот се нуди и понеквалитетна храна, да бидеме реални. Ние од една страна сме свесни, од друга страна не напаѓаат. Нормално, тоа е. Борбата е тешка. Борбата е тешка, самите производители гледаат нормално да дадат за што поевтина сума по одреден производ кој што не му е битен, да кажам искрено, здравјето на човекот сепак. Така. И сосема пред крај, некако да дадеме некаков совет за тоа каква треба да ни биде исхраната, Владимир, во текот на овој летен период. Сите сме свесни дека нели тешката храна, мрсната храна ја избегнуваме во лето. Претпоставувам зборувавме изминативе денови за хидратација на телото и за внесување на течности, но кој би бил твојот совет што повеќе да се конзумира за да нели се чувствуваме полесно, полесно и поубаво во сопствената кожа. Па моите главни препораки ќе бидат до нашите гледачи, тоа ќе се задржам и на твоето, нормална хидратација, односно внесување на вода, но исто таа вода може да ја внесуваме преку овошјето и зеленчукот. Сега е добар период да се искористи целото овошје, односно да ги јадеме тие јагоди, лубеница, диња, праски, кајси, се што ни дава овој период. Да не се претерува со лубеницата, ќе кажам, бидејќи има големо количество на шекер сепак и ако имаме нашите гледачи некои што се диабетичари, препорачувам да внимаваат на неа. Исто така би препорачал, исто ќе се надоврзам и на тебе, добра препорака да избегнуваат пржена храна, масти, да внимаваат на месото и да речам мајонез и такви работи кои што лесно се сега веќе на температура расипливи, да се јаде свежа храна генерално и храна богата со вода. Одлично. Добри совети и корисни се разбира за нашите гледачи, особено за сите вие кои што сте малку повеќе по храната, сакате да експериментирате, сакате и сте гурмани можеби малку повеќе да јадете, но бидете свесни дека храната многу често може и да ви наштети, да почувствувате некакви тегоби во организмот, затоа внимавајте што внесувате. Хидратацијата и тоа како ни е потребна, тоа го зборувавме и пред некој ден, еви Владимир уштеднаш го потенцираше, вода или се она што може да ве освежи без разлика нели, односно може да бидат различни типови на пијалоци, но не дозволувајте телото да биде дехидрирано. Владимир, ти благодарам за гостувањето. Ти посакувам убаво лето. Фала не знам како си се одморите, ние сме некаде до крајот на јули во етер, па можеби ќе имаме уште некоја дружба. Точно.
Се надевам јас, фала ти тебе за уште една за поканата. На гледачите им посакувам убави одмори. Сега, како што кажа, тек на одморите. И тебе, ако одиш некаде. Благодарам. Да, и се гледаме пак за брзо. Се гледаме. Можда со солена варијанта. Може, да. Ова е второ гостување, втора блага варијанта. Ова е здравата верзија на тирамису и претпоставам со кадар од истото ќе го заокружиме ова денешно издание на Оброкот на денот. Останете на Телма, нашата утринска продолжува, следува новото издание на Да си кажеме.